Добре дојдовте во новото издание на Ексклузив, минути резервирани за македонскиот шоу бизнис, каде што во него ќе видите содржина малку од прилози, малку имаме и гости во студио, но пред тоа ќе видите што ќе гледате денеска. Во Ексклузив ќе гледате. Влеговме во домот на познатата пејачка Ребека. Таа е навистина богата. Директно од Лапонија, Дедо Мраз ни испрати секси баба Мразица да позира пред камерата на Ексклузив. Најбараниот пејач во Македонија, Ѓоко Јович, гостин во студио. Гледајте Ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Денешното издание го започнуваме во духот на празниците, иако вчера го гледавте Владко Лозановски како Дедо Мраз, сега ја имаме неговата колешка баба Мразица, Калтрина Балаш. Како таа изгледаше пред камерата на Ексклузив, имавме ексклузивна фотосесија со неа ќе видите во наредните неколку минути. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be. Сега е период на зимата, празниците Дедо Мраз, но дефинитивно ова е време и на баба Мразиците. И па токму една таква, и тоа секси баба Мразица, позираше пред камерата на Ексклузив. Станува збор за една од најпопуларните инфлуенсерки на социјалните мрежи, Калтрина Балаш. Оваа атрактивна скопјанка уживаше во позирањето, а да бидеме искрени, уживавме и ние од гледката која Калтрина ни ја оставаше. Но сигурни сме дека сега и вие сакате да ве оставиме и да уживате со оваа згодна баба Мразица. Здраво, Калтрина, во улога на секси баба Мразица. Како се чувствуваш? Па малце чудно, затоа што прв пат во живот се маскирам. Никогаш не сум се маскирала од дете. Секогаш сакам да се маскирам, меѓутоа со обврски немам време никогаш и ова ми е, да кажам, прв пат, вака како возрастна. И интересно се осеќам. Дали веруваш во Дедо Мраз се уште? Па, во Дедо Мраз, ја мислам дека више и децава не веруваат, маливе деца во Дедо Мраз, но убава приказна е тоа, стварно интересен е целиот тој новогодишен дух и празничен, така да убаво е да се за малите деца да се верува. Како Калтрина ги поминува празниците? Па работно периодов, доста напорно пред нова година, со што јас со две професии сум и треба и ваму и таму и многу обврски и не ми е баш лесно и не можам баш да уживам, да кажам, а сакам секогаш за нова година да шетам, да бидам ваму таму сегде, пошто има нормално повеќе дешавки, но за жал се трудам колку можам максимално да постигнам со се. Ги споменавме децата и верувањето во Дедо Мраз. Дали постои некоја детска желба која што тебе не ти се остварила? Па, можам да кажам дека повеќето желби не се оствариле. Јас сум тип на човек што кога ќе замислам нешто, може да поминат години, но ги реализирам моите соништа, да кажам, желби, така да секако дека има уште работи што ги посакувам, но повеќето сум ми се исполнени. Кога сме кај желбите, што се посакува Калтрина за 2019 година? Па, за 2019 година пред се сакам да сите, не само јас, сите моите најблиски да имаме здравје, среќа, да работиме повеќе, да бидеме што поуспешни и ја мислам дека тоа е најбитно. Дали постои некоја листа на работи кои што сакаш да ги исполниш за 2019, без разлика дали е на професионален или на приватен план? Нешто конкретно немам, меѓутоа секогаш се трудам да бидам подобра од она што сум била и на тоа и работам секогаш, така да јас не можам да кажам нешто конкретно, меѓутоа секако дека имам своји планови и замисли и желби.
Завршивме со оваа фотосесија во која што ти си секси баба Мразица. Како се чувствуваш отпосле? Па убаво и интересно е затоа што стварно јас сакам да се сликам. Не е секогаш лесно да се сликаш и фотосесија да правиш. Сите мислат дека тоа е многу едноставно, само ќе застанеш ќе се сликаш, меѓутоа сликањето е, ја мислам дека наука. Тоа стварно треба да го знаеш, но јас секогаш сум расположена за фотосесии, за сликање, тоа ми е од мала ми е некоја пасија, да кажам. Кој ти помогна за стајлингот денеска? За мојот стајлинг денес се погрижи ателје 4DS Тамара Штериова. Со неја соработувам така еден период и стварно е многу добра. Благодарам. Благодарам. Овие празнични денови се одличен период каде ќе можеме почесто да се видиме со нашите најблиски, да се посмееме, поразговараме и споделиме моменти кои што ни се случиле во 2018 година. Знаете дека наши пријатели на ексклузив се јавните личности кои соработуваат со нас. Па така и нам ни ја отвори вратата од топлиот дом македонската пејачка Ребека. Погледнете како тоа изгледаше. Ова е за вас. Хвала. Кажете, и ние имаме, Маркијан? кажете, имаме и ние подарок за тебе. Имаме и ние подарок за Браво. мама. Driving in my car, driving home for Christmas. Ребека, ти благодарам што го отвори вратата на твојот дом. Како си? Одлично, добре. Доаѓаат празници, имаме преубава новогодишна честитка од тебе. Што ти обележа 2018 година? Она што е убаво, бевме на одмор, убаво си поминавме, исто така имавме и многу изненадување од Маркијан, кој што напредна во многу погледи. Почна веќе буквите да ги распознава, когницијата му е подобрена, повеќе сака да се дружи, макар и Доротеј растат, тие до година ќе почнат во прво одделение, така да си одат во градинка. Работите течат онака како што течат во секое едно семејство каде што има дечиња, многудетно семејство, нели 3 деца. Има обврски многу. Во принцип, јас сум најмногу со нив, ретко имам време за себе, она време кое што го одвојувам за себе исполнето со вежбање, со кафе со некоја драга особа. Многу пати си кажала во емисии дека секогаш газиш на јака штикла и во моментот си на јака штикла. И по дома? Порано, додека беше само Маркијан, се случуваше и дома. Имам навистина папучи за по дома кои што се на штикла. Меѓутоа сега не е возможно тоа. Сега зашто сте вие тука сум на штикла. Инаку не. Затоа што треба и брзо да се реагира, со штикли не можеш. Па знаат, нели, деца и да се качуваат еден на грб, друг у крило кај мене, нели, во раце, Маркијан нешто друго сака, така да нема шанси да се одржи рамнотежа, мислам опасно. Јас во 2019 година сакам да се вратиш на естрада. Знаеш, ни фали она обиди се, ни фали небо синило, ни фали многу твои хитови. Зошто не се враќаш? Немаш ли време? Ете, тоа е една од Ете, моите... Мадона има 8 деца, така е. Да, меѓутоа не сакам да повторувам, знаеш, сме разговарале Зоки, да се биде родител на дете со попреченост бара многу одрекувања. Што значи тоа? Значи дека Маркијан оди со асистент во школа, меѓутоа јас ги земам, јас ги носам. Едноставно мораш постојано да си на штрек, на секој 2 часа можеби ќе треба да отидеш. Оди на дефектолог, односно специјален едукатор, постојано има некои обврски со него, значи тој јас му требам, не може значи сам да го прави тоа. Во секој случај
би сакала, доколку најдам повеќе време, ќе морам да ги ангажирам повеќе нели луѓето околу мене за да тоа го направам, инаку не дека не сакам. Навистина сакам и Бики, јас и ти имаме заедничка љубов. Таа љубов се вика Хелена Роза. Тебе ти е сестра, мене е best friend. така. Ние се слушаме на Skype. Мислам дека и сега ќе ја слушаме на Skype незината новогодишна желба. И ти се кај само ќе не кажеш твојата. Мојата Да желба не дојде Хелена. ќе дојде секако, пак ќе дојде. Тоа ми е желба секако, меѓутоа тоа знам дека ќе се случи зашто и таа сака да дојде. А она што сакам да се случи да има повеќе специјални едукатори, луѓе кои што имаат сенз за лицата со попреченост во Македонија, подобра инклузија во училиштата и воопшто во општеството, повеќе сериозни проекти и стабилни закони со стабилни и добри правилници за права на лицата со попреченост и повеќе права за нив. Тоа ми е секако една од најголемите желби. Потоа исто така еден почеток на изградба на еден центар за рана интервенција, рана детекција, едукација на овие лица. Огромен центар кај што ќе можат да добијат услуга во секоја смисла овие лица, и помалите и поголемите. И желба ми е, како што кажа, зошто да не, да се вратам, да направам барем 1 до 2 песни и да Не покажеш која беше Ребека и која ќе биде. да продолжам Знаеш онаму кај кој што ми- застанав и да го кажам она што ми лежи на Да, срце. Затоа, да. Знаеш која ми е твоја наомилена песна? Ајде кажи ми, не кажувај лаги. Вистина ми треба, дај покажи ми љубов, имам потреба од неа. Помина уште една година, полна со искушенија, со падови и успони. Меѓутоа, одиме понатаму. Доаѓа 2019 година. Ви посакувам многу спокој во душите, радост во мислите, среќа во срцата и нека сите соништа не ви се остварат, колку и да изгледаат недостижни. Од се срце ве сакам. Како што знаете, дојде редот по веќе прикажаните прилози кои ги презентиравме за денеска. Време е за нашиот денешен гостин. А како најдобро да го поканиме, да го представиме за вас овој денешен гостин, ако не потенцираме дека пред неколку дена беше главниот виновник кој што направи одлична атмосфера во ресторанот Дион. Воедно тоа беше предновогодишна прослава за 1ТВ и можам слободно да кажам дека, како што говори неговата песна 1001 ноќ, може да пее за нас. Така можеме да го представиме Ѓоко Јович. Добри дојде во ексклузив. Како си? Благодарам, Нина. Добре да дојде. Благодарам на поканата, пред се среќна нова година. Ти благодарам Пријатно да исто и на тебе. Повели седни си. Колку што добро се сеќавам, ти си веќе втор пат гостин во нашето студио. Да, ова ми е втор пат. Кај вас во вашето студио, мора да ве пофалам. Баш пред малку му спомнав на вас дека е една од подобрите телевизии. Мислам дека и најдобро котирате во Македонија. Така, морам да потенцирам, Мора да ве пофалам. морам да потенцирам и јас од моје име и во име на колегите да те пофалиме дека навистина беше одличен изминатата сабота каде што приреди одлична забава за Благодарам, нас. благодарам за убавите зборови. Тоа јас ќе кажам дека тоа е делот од мојата работа и секогаш даваме максимум, јас и мојот бенд секогаш даваме максимум од себе за да целата публика, сите вие да бидете задоволни и мора да бидете задоволни. Ѓоко, ти важиш за еден од најдобрите пејачи. Колку често имаш настапи? Колку неделно, месечно? Дали ги броиш? Па, видите, ги бројам, некогаш ги бројам, но и не постигнуваме да броиме, затоа што навистина се многу. Голем дел се надвор од Скопје и се голем дел од кој што не ни се планирани. Примереве како денеска ни се јавуваат дечкиве, значи од Клик, газдиве од Клик, дискотека, добро познатата во Штип. Ме замолија да гостуваме вечерва затоа што поради оправдани причини Маргеле им откажа и
Вика, браче, мора да дојдеш ти, затоа што нема кој друг Имаат да... сигурност во вас. И ние прифативме, да. Иако не ни беше на план, сакавме малце да си бидеме дома со нашите семејства, со нашите дечиња, но еве, секогаш има некој дел во нас кој што сакаме да одговориме на нивните барања. Се случило ли некогаш да имаш повеќе настапи во еден ден? Па се случило и до 3 настапи, мислам дека до 3 се случило во ден. И постигнуваш? Па постигнуваме, ќе речам слава му на Бога кој што еве ни Господ ни дава сила за да можеме да издржиме. Како ти помине веќе неколку дена како сме во новата година, како најпрвен ти помина новогодишната вечер? Па новогодишната вечер, искрен ќе бидам, не очекував да помине така како што помина. Бев искрено скептик, јас барем бев скептик. Нова година не сме свиреле за прв пат, можеби и за втор пат свириме во дискотека. И бев скептик дали ќе има луѓе, секој сака да иде на ресторан, пример јас кога би отишол со сопругата моја, сигурно би отишол у ресторан, но кога самиот дел на нова година, кога дојде моментот да јас излезам од собичето кај што седиме пред да почнеме, кога погледнав колку луѓе, а и пред тоа и газите ми рекоа, газите на Платинум свиревме таму, ми рекоа дека све е букирано и све е фул. И јас искрено мора да признам дека не верував. Све додека не видов, кога погледнав дека леле, тоа е навистина Струмица една публика која што знае да се весели и знае да ужива. Мислам дека со искуство како што говори твоето, не може човек да се изненади, туку може само уште еднаш да се потврди успехот. Да, види, даваме, пак ќе кажам, даваме се од себе и публиката тоа го цени, го прифаќа, го уважува тоа нашето давање се од себе и секогаш нашите концерти кај да настапуваме се полни. Фала на Бога. Пред неколку дена издаде или недели, поправи ме ако грешам, издаде нова песна која што доби многу позитивни критики. Како ти гледаш на се тоа? Да, видете, тоа не е издадена песна, тоа беше момент кај што јас навистина не знаев дека песната, мислев дека само ќе се имитува и толку. Но некој портал, не знам како се викаше порталов, го заборив се во моментот, оние наснимија песната од половина до крај, ние тоа ја изведовме песната во живо, и јас навистина сум самиот не ми се верува колку песната е прифатена, затоа што да не претерам, ама преку 3-4 илјади пораки добив на Facebook, колку песната нив им се допаѓа и барем на тие неколку луѓе што споделиле, баш ги нешто направи некоја математика, колку се шернувани преку 1000 пати се да, шерната песната, така да песната по моје мислам дека ќе биде хит. Па види, ти си кај нас гостен, ексклузив, дали може вака на слова да ни испееш малку дел од таа песна? Ќе направиме и така да сакам да си ги поздравам сите гледачи на 1 ТВ. Уживајте доколку можеби нема да ја погодам песната во права интонација, но ќе се потрудам да уживате. Вака иде. Желба имам да си дојдам за велик ден, да поминам на прагот сиот изморен, да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, а да не заплачам. Да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, а да не заплачам. Мислам дека е доволно. Одлично, морам да ти дадам аплауз. Веќе на колегите зад камерите многу им се допадна сето ова сега што го изведе. Ќе биде потик да те следат, нели, се повеќе да, само према публика. Да. Ова ќе биде, значи песнава ќе биде издадена и многу луѓе што ова намерно го зборам сега затоа што многу пораки, многу јавувања, многу коментари за песнава. Кога ќе излезе песната? Песната би требало да излезе за 10 до 15 дена, затоа што сега за некој ден се снима спот, видеозапис, така да се надевам дека и видеозаписот ќе ви се допадне на сите. Така, кога веќе ја споменавме публиката, тебе те знае по забавната и по народната песна, што ти повеќе милуваш? Вака, јас милувам што е добро, навистина све. Но повеќе, не знам, прво на почетокот
од почетокот кога почнав да пеам забавно, па се префрлив на народно, сега нешто идам компилација, нешто народно, забавно, така да не знам, све што ми е убаво, јас ако е добро ќе го снимам и англиско да ќе го снимам. Ако мене ми се бендисува и ми се свиѓа, јас ќе го направам. Какви да е песната. Значи, али убави се двата стила на музика. Увод, да, двата стила се убави. Не можам да се одредам да кажам пример забавното е подобро или народното е подобро, затоа што публиката ми ги сака и поп песните и народните песни. Која песна ти влегла веднаш од прво слушање? Кога веќе споменуваме? Да, мислите за моите песни, така? Да. Па за моите песни бев скептик на една песна која што е буквално автобиографска за мене и за мојата сопруга, една единствена. Ја бев скептик, велев, ова песна нема да помине, иако мене многу ми се допадна. Песната само што излезе, песната стана хит за вистинска емоција. Да, ама тоа е баш раскажана, приказна која што е помеѓу мене и сопругата, доживувања и еве ќе кажам многу добро поминуваат песните кои што се направени од Лазар и Една, тоа се песни кои што се навистина со голем квалитет и песна која што ќе го раскаже твојот живот. Јас само тука ја открив вистината дека таа песна поминува, не може да не помине. Штом се збори за животот и за автобиографија нешто ќе се стави во песнава, поминува песната 100%, гарантирам. Кога веќе ги споменам Лазар и Магдалина, верувам нели дека ќе се согласиш со мене дека помена одлично тој поп албум. Дали нешто најавувате дека повторно ќе се сведени тој тим? Да, еве се моментално ќе се работам на тој проект, уште 4 спота кои што ќе се работат со Pioneer, мислам дека беше Pioneer телевизија. Со двете телевизии нешто се договарав, значи таму 4 спота, 4 видеозаписа ќе се снимаат. Сега да видиме дали пред да одиме Австралија или после Австралија, али мислам дека ќе биде, ако постигнеме да ги изработиме тие 4 видеозаписа и во рок од 4 месеци да ги прикажеме на публиката. Така, со нетрпение ќе очекуваме и онака да се најдете на македонската песни кои што навистина заслужуваат, не по еден, по 5 видеозаписи, не една песна се направи, затоа што се Лазар и Една за мене едни од најдобрите автори во поп музиката, а мора да си го поздравам и моето другарче кој што ми е навистина куќен пријател Александар Стефановски, кој што навистина го напиша за ова песна што ја отпеав за Великден насловена. Текстот припаѓа негово дело, негово ремек дело и навистина сум преблагодарен на него. Ѓоко, дали постојат сопки на македонската естрада? И дали можеш нешто да издвоиш од нив? Па сопки на македонската естрада, јас барем кај мене не го гледам тоа, затоа што кај мене и кај бендот све ни оди во најдобар ред, така да ништо до сега во твојата кариера не се појавило? Па можеби нешто во врска со фестивалите, но не обрнувам некое внимание, не сум човек, не сум злопамтило и сум човек кој што многу верува во Бог, кој што сакам сите луѓе да се сакаме меѓу себе, да биде све во најдобар ред, така и да имало нешто, јас навистина не обрнувам внимание и не сум злопамтил, како што реков, да ги памтам работите, така да ќе кажам дека све е идеално, све во најдобар ред. Кога сме веќе во 2019 година, ајде малку да сумираме како ти помина 2018 година. Кој е најдобриот момент? Па најдобриот момент во 2018 е што навистина имавме доста многу свирки и поголем дел од свирките ни беа во Македонија, но ќе кажам дека можеби 30% се надвор од Македонија, Австралија, Германија, Шведска, Швајцарија и мора да си ги поздравам сите. Каде сте најбарани? Па најбарани сме, не знам сега, најбарани, сегде сме барани, сегде сме барани, но периодично зависи дали сме слободни или не сме слободни. Имаме, еве сега последно време имаме 2 концерти во Германија кои што беа преполни концертите, публиката изворедна, добра, со љубов доаѓа на самиот концерт, значи мислам дека ќе почнат да пеат уште од кола излагаат и влагаат во сала и они мислам дека веќе се спремни да пеат со љубов, не пречекуваат, публиката иако не знаат, се поздравуваат, сите доаѓаат да се запознаат, да се сликаат, така да Германија многу сме добро прифатени, Швајцарија, исто така мора да спомнам за Шведска, Гетеборг, тоа е една изворедна публика и да не ги заборам да си ги поздравам нашите во Австралија, кои што навистина се, поствари нашите сегде, кај што има наши луѓе, тоа сме ние највесел народ, така да
Тоа се е присутни. ептен добро, така. Така, ајде веќе кога знаеме дека сме и при крај, нели, во интерес на времето, верувам дека има твои обожаватели кои сега ја следат ексклузив и очекуваат со нетрпение да им кажеш каде ќе биде следниот настап во новата година. Какви се ангажманите? Нашиот следен настап е вечерва во Клик, дискотека Клик, клуб Клик во Штип, така да повелете дечки вечерва ќе се дружиме, иако е пребукирано и преполна салата, така да повелете, се надевам дека ќе ги пуштат на врата, кажете Ѓоко не замоли да доеме, пуштете, не ќе ве пуштате, еве јас ќе кажам денеска, така да тоа е нашиот можеби втор настап во оваа година. Па сега здравје натака ќе видиме кај ќе бидеме за стара нова година, иако од колегите ние сите не сакаме тој ден да гостуваме, сакаме да идеме ние фамилиарно негде сите комплет, така да ќе видиме ако некој се јави и не замоли, па ако не ни падне жал, па да идеме да свириме, така да ќе видиме. После тоа февруари, од таму 4 февруари до крај на март сме австралијска турнеја, која што пак ќе кажам, тоа е публика која што мислам дека живее таму само за тие убави настапи, таа убава енергија, топли луѓе, топло не прифаќаат. Така. На вистина. Ѓоко, навистина ти благодарам што одвои време, ми беше навистина чест и задоволство да го испрезентираме ова на најдобар можен начин, воедно како што кажав и на самиот почеток, да ти се заблагодариме за лудата забава која што се случи. И ќе те поканиме повторно во нашето студио да ни гостуваш со сите нови проекти, настани, случувања, да ги презентираш токму кај нас. Благодарам, секогаш сум тука за вас. Така, драги гледачи, ви благодариме многу на одвоеното време и внимание што бевте денеска со ова издание на ексклузив. Во ова питочно издание само ќе ви кажам да се одмарате убаво за престојниот викенд и веќе во наредното издание од следната седмица ќе се гледате со сите нас комплетна екипа на ексклузив. Се до тогаш уживајте во минутите на Сергеј Варошлија. Се гледаме. Чао.